Здрава на сите, јас сум Читачот и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден од моите омилени писатели, а тоа е Реймонд Карвер, што значи дека ова нема да биде типично видео во кој што се осврнувам конкретно или специфично на одреден роман или збирка раскази, туку ќе биде еден авторски профил за Карвер. Ќе кажам неколку збора за неговиот живот, за неговите најважни дела што има да се чита на македонски и најмногу и најважно ќе се задржам на тоа зошто сметам дека е голем писател, малку за неговиот стил, што го прави посебен и зошто го сакам, ги обожавам неговите кратки раскази. Значи Карвер е американски писател кој што бил и поет, меѓутоа првенствено е познат и најмногу е познат по неговите кратки раскази, значи не пишувал романи и сметан е за мајстор на краткиот расказ и се согласувам дека е еден од најдобрите автори на кратки раскази. Некои го нарекуваат американскиот Чехов, некои го сместуваат во оној правец Валкан реализам, иако самиот Карвер не му значило тоа ништо, ниту планирал да се смести себе си во некаков жанр или стил или правец. Тој правец во кој што доминираат, не знам, Буковски или Џон Фанте или Кормак Мекарти, во кој што пред се прозата ја одликува еден минимализам и тие писатели се занимаваат, да речеме, со некои банални ситуации од секојдневието, од американското секојдневие. И да, Карвер затоа и пишува и неговиот стил е одреден минимализам, стилот негов е многу економичен, меѓутоа самиот не сакал да си става некакви етикети, да се ограничува. Роден е Карвер во 1938 година во тој Северен Пацифик, тоа е дел на Америка, во Орегон конкретно е роден. Тоа е тој дел на Северна Калифорнија и Орегон, и поголемиот дел од животот го поминува токму таму, Калифорнија, значи тој дел на западниот брег, негде на северо-западот на Америка. И роден е во едно работничко семејство, татко му поголемиот дел од животот работел во пилана, бил алкохоличар и рано умира. Неговата мајка работи како келнерка, буквално е од најобично сиромашно семејство кој што се обидува да сврзе крај со крај. Кога ќе заврши средно училиште на 19 години млад се земаат со неговата девојка која што во тоа време има 16 години, Маријан Берг. Веднаш им се раѓаат, најпрво добиваат ќерка, подоцна им се раѓа син. Заедно со неговата сопруга работат секакви работи и самиот Карвер работи како хаусмајстор, помошник во библиотека, во пилана, значи секакви работи, пробуваат да преживеат, да сврзат крај со крај, па дури ги помагаат нивните родители. И подоцна, како што поминува со текот на времето, тој ќе сака да биде писател. И тоа отворено не човек кој што работи нешто друго, туку и меѓу другото во слободно време пише, туку баш сакал да биде писател. И има еден одличен документарец кој што ќе го ставам, линкот ќе го ставам во описот на ова видео и можете да го видите и баш да ја видите и таа атмосфера каде е растен, каде живеел. Тоа се оние планински места во Америка каде што покрај патот има некаков ресторан, па тука паркираат камионџи. Тоа сте го виделе во филмовите, па поминуваат оние огромни камиони со огромни трупци, пресечени дрва, па шофери и луѓе во карирани кошули со капчиња, па пијат кафе во тие мали ресторани, кафетери. Тоа е една атмосфера во која што реки, шуми, во која што Карвер всушност расте и созрева и го наоѓаме тоа и во неговите раскази, ако околината пред се не е главно нешто, сценографијата во неговите раскази. Подоцна почнува да се запишува на факултет, почнува да се запишува на креативно пишување и малку по малку му се отвара, си го наоѓа местото во тој книжевен свет, свет на литературата, ќе се запознае со некои луѓе, некои професори на факултет, ќе почне да се објавуваат некои негови раскази, за да подоцна во 70-тите години западен во буквално ќе почне да пие сериозно, ќе стане алкохоличар. На некој начин ќе си го пропасти животот со тоа што неколку пати е хоспитализиран и самиот рекол дека ако подоцна
од кога ќе го преброди тоа, од кога ќе, да речеме, премине од другата страна, ќе каже дека бил убеден дека ако не прекине со алкохолот, дека крајот ќе му биде, ќе умре на 40 години. Тоа бил убеден. Значи во тие 70 години во целосна криза, заглавен во алкохол, меѓутоа подоцна со помош на, мислам, Alcoholics Anonymous, ќе излезе од тоа, ќе прекине со алкохолот, меѓутоа тука ќе биде и некаде крајот на неговиот брак, неговиот прв брак, тука ќе се распадне бракот, ќе се раздела со неговата сопруга за по некое време, да се земе, да почне да живее заедно и да се земе со една поетеса, Тес Галагер, и со неја ќе биде до крајот на животот. И тука тие 80 години, во 88 година, за жал на 50 години прерано починува, умира од рак на белите дробови. Меѓутоа тука настапува еден многу плоден период за него, во кој што ти ги напише неговите најважни дела, неговите најважни збирки раскази, и едни од неговите најважни збирки раскази. Постојат неколку збирки раскази кои што познате по 4 збирки раскази кои што се негови најважни дела, и тоа првата е во 76-та ја издава Will You Be Quiet Please, тоа значи е неговата прва позната збирка. Подоцна во 77-та ја издава и Furious Season and Other Stories, значи нема да ги преведувам во случајов овие, затоа што не знам дали ги има на македонски конкретно, мислам дека ги нема, така што да не сега доаѓам јас со некои мои преводи. Третата негова збирка од 81 година е една од најважните негови збирки, најдобра е What We Talk About When We Talk About Love, или Зашто зборуваме кога зборуваме за љубовта. Оваа збирка ја има на македонски и сега ја немам во моментов тука при рака, не се постаро издание, не се сеќавам кој е издавачот, меѓутоа ја има. Подоцна следува Cathedral во 83 година, сметана за една од неговите најдобри дела, и ева ја се имам тука, значи за среќа и можеме да ја читаме оваа збирка во издание на Или, издавачката куќа Или. Ова е издадена во 2008 година, така релативно постаро издание, и преводот е Весна Петровска и Јана Ничота. Значи ова е одлично издание што може да го читаме. И последната негова збирка е од 88 година, Elephant или Слон. Сега, интересното е што направени се разни компилации и колекции, збирки, раскази со најдобрите негови раскази. Има такви разни колекции и една од тие е ова. Ова е српско издание, одакле зовам, инаку ова е од кај што се јавувам, ова е еден, насловот е според истоимениот расказ, што е сместен всушност во Катедрала. И доброто во оваа збирка е што е голема збирка, има 38 раскази и речиси ги има со некои случаи, речиси целите 4 збирки. Не се комплетно целите, меѓутоа најголемиот дел раскази од неговите 4 најпознати збирки се наоѓаат тука, и ова го читав, ова издание, уживав, и баш се хронолошки баш изборот е хронолошки, да речеме првите 7-8 раскази тука се од, не знам, Will You Be Quiet Please, па подоцна се од Зашто зборуваме кога зборуваме за љубовта и така натаму. И може да се забележи кога ги читаме овие дела, кога ги читаме расказите вака хронолошки поставени, може да се забележи дека нема некои изместување во неговиот стил, стилот е тој, меѓутоа мислам дека се забележува некоја прогрес во зрелоста на пишувањето. Мислам дека тоа можев да го забележам, со тоа што сепак се уште сметам дека третата и четвртата, Зашто зборуваме кога зборуваме за љубовта и Катедрала, му се мене барем најмногу ми се допадна и се, мислам, најзрели негови збирки. Последната, Слон, се гледа веќе дека е при крајот, не дека тој знаел дека е при крајот на животот, меѓутоа е малку поинаква, тука веќе поотворено автобиографска е таа збирка, значи зборува за неговата бивша сопруга, зборува за децата, зборува за родителите негови, и тука поотворено се гледаат моменти од неговиот, нормално кога знаете неговата биографија, полесно да се препознаат отворено некои моменти од неговиот живот.
Сега во однос на стилот на Карвер, што го прави посебен Карвер и какви, кога ги читаме неговите раскази, какви чувства побудуваат тие кај нас, тоа е многу интересно и секако за многу писатели е секако важи препораката, треба да ги прочитате за да сватите за што станува збор. Меѓутоа се надевам дека со ова видео ќе го разбудам вашето љубопитство и ќе ве предизвикам да земете и да прочитате нешто од Карвер и да видите за што станува збор или за што зборуваме кога зборуваме за Карвер или за каков писател зборуваме кога зборуваме за Карвер, да си поиграм малку со насловот од насловот на неговата збирка. Да, во расказите на Карвер постои еден минимализам, постојат, меѓутоа, како што кажав, минимализам кој што тој не го порекнувал, меѓутоа не сакал да биде ставан во одредени рамки. Зборува за секојдневни ситуации и неговите ликови, оно што е многу важно да се знае дека неговите ликови се најобични луѓе од работничката класа кои што се обидуваат да преживеат, се обидуваат да тераат некаква живеачка, значи не се тоа некакви нема патетика кај него. Тоа не се некои трагични ликови па бездомници, па навлезени во насилство или нема кај Карвер насилство, значи не доминира ниту насилството, ниту не знам нешто гротескно, ниту некаква тензија, ниту некакви катарзични моменти. Меѓутоа кај него преовладува баш она моќта на обичното, меѓутоа историјата негова е да преку едни обични диалози, преку едни обични ситуации, преку едни обични луѓе, преку еден минимализам, меѓутоа без патетика, без некаква сентименталност, да направи да ги доживеете ситуацијата на овие луѓе, да можеби сочувствувате со тие луѓе, да едноставно добиете некакво, ќе речев епифанија, меѓутоа нели оној момент на епифанија нели кај Џојс имаме епифанија на секојдневното. Меѓутоа кога ги читаме расказите на Карвер, не би рекол дека станува збор за епифанија. Нема нешто во расказот кој што нели обично во многу кратки раскази, нели ударниот момент или силниот момент се чува за самиот крај, каде што на некој начин авторот ќе не изненади или така на еден поетичен начин ќе направи некаква поента или ќе заокружи целата приказна. Кај Карвер тоа го нема. Интересно и тоа можеби е моја единствена забелешка за Карвер, што кога неговите раскази завршуваат без кулминација, без галама, онака баш меѓутоа завршуваат суптилно и некој мислам дека можел да ги заврши, да ги заокружи на подобар начин. Некои ќе остават со чувство така дека приказната прекинува на средина. Кажав дека неговите ликови се најобични луѓе кои што многу често и самиот и тоа е од негово лично искуство, каде што и самиот во едно интервју и во тој документарец вели: да, бевме млади и се трудевме да го правиме сето она што се очекува од нас да го правиме. Да бидеме честни луѓе, да се трудиме, нели тоа е оној американски сон или американски начин на живот, кај што се трудиме, работиме и дека во секој момент може ќе дојдат нашите 5 минути или ќе наогрее среќата или не знам што. Меѓутоа тоа за многу луѓе не се случува и никогаш не доаѓа тој момент. И баш има неколку раскази во кои што тоа надевање, луѓе кои што се заглавени се надеваат, го има во еден расказ во Перие, еден од најпознатите раскази во катедрала, пишува: порано, кога навечер седевме заедно, таа си ја чешлаше косата и на глас си ги посакувавме работите што ги немавме. Сакавме кола, например, и сакавме да поминеме 2 недели во Канада. И ги има тие моменти на луѓе што живеат, посакуваат да имаат повеќе, меѓутоа не е можно да имаат повеќе. Исто има една ситуација, еден расказ во кој што маж и жена има одредена тензија, се чека, им стои пресудата на врат, во смисла ќе изгубат куќата, заглавени се во рат и во кредити и сега тој ја испраќа таа да оди таму на вечера со некои луѓе и да се обиде да им ја продаде колата, за да некако успеат да вратат рата и да продолжи животот така и така натаму.
Значи има такви многу раскази во кои што тоа е присутно. Друга тема која што е многу присутна кај Карвер е, не многу присутна, меѓутоа алкохолот е присутен, има раскази во кои што присутен алкохолот не само како алкохолизам и не знам насилство или некаков или хедонизам или хаос некаков, меѓутоа присутен е и раскази во кои што некој алкохоличар, еден од најпознатото и расказ всушност од кај што се јавуваме е баш се раскажува за двајца луѓе или за еден човек што се наоѓа во еден центар за откажување од алкохол. Меѓутоа присутен е алкохолот и како причина за прекинување на врски, присутен е тука и разводот, значи меѓутоа во центарот на сето тоа е односот меѓу мажот и жената во разни ситуации како парна, во друштво на други луѓе, конфликт меѓу нив и она што е интересно што еден расказ може да тргне од една ситуација, од едно место, да речеме, има еден расказ со наслов Витамини и кажува прво се обидуваме да преживееме, јас се изгубив работата, жена ми почна да продава мултивитамини, одеше по куќа па си направи тим и така натаму, за да заврши на крајот расказот во еден бар, не знам, джез бар што го држи еден афроамериканец црнец, каде што ќе се сретна неколку луѓе, ќе се створи ситуација, ќе се направи некаква тензија, значи сосема ќе ве пренесе во друга насока Карвер и за тоа е неверојатен мајстор. Како што кажав, Карвер е мајстор да го опише тоа американско секојдневие од одредена група луѓе, одредена класа луѓе и тоа во тие 70-ти, 80-ти години со одредена атмосфера, без претерани описи. Карвер самиот кажува дека ги по неколку скици и драфтови има правено на расказите, ги дотерувал, работел на нив и ќе видите дека кај Карвер нема излишни зборови, се е дотерано, се е умерено, се е пресметано и се си функционира како што треба, нема никакви излишни описи. Карвер е мајстор да ја прикаже како што пишува на едно место, да го стави во центарот тој диалог на двајца луѓе низ кои што ни представува една атмосфера на една длабока динамика меѓу тие ликови во наизглед банална интеракција. Значи, меѓутоа низ таа интеракција, низ тие диалози, човек, читателот ќе осети таа тегобност, ќе осети таа тензија, можеби таа неможност за разбирање, за хармонија меѓу тие луѓе и често тие луѓе едноставно таа врска едноставно се распаѓа и поради токму за таа неможност за комуникација и за хармонија. Нема да должам повеќе за Карвер, само ќе кажам дека се надевам дека ќе ве поттикнам со ова видео да земете да прочитате нешто од него. Ако не успеете да најдете на македонски, читате на англиски, тогаш земете нешто на англиски во оригинал, така е секогаш поубаво. Се надевам дека ќе ви се допадне, спремам и некои други добри автори, добри романи за овој период, така што чувајте се, стиснете subscribe на YouTube каналот, на Facebook и на Instagram, може да ме најдете како читачот и се гледаме со наредно видео. Поздрав!